Можност да пресврти конечна промена на дискриминаторската и асимилаторска политика на Бугарија кон македонците. Одлуката на Комитетот за човекови права на Обединетите нации дека Бугарија ги крши правата на здружување на малцинствата е ветер во грб за представниците на македонците кои со децении бијат битка против бугарската политика. Председателот на невладината организација Толерантност Стојко Стојков во изјава за Алфа вели дека бугарските власти се повеќе губат на меѓународна сцена и незината негаторска политика кон македонците останува без аргументи. Според одлуката на Комитетот на Светската организација, Бугарија има рок од 180 дена да постапи, што според Стојков е доволно време за да се види дали ќе има реални промени. Ќе биде многу интересно да видиме што ќе направат сега, дали ќе имплементират нешто или ќе продолжат истата политика да одбиват и само формално нешто да почитуваат, колку да кажат дека бе нешто правим. Комитетот на Обединетите нации е втора моќна меѓународна организација која реагира за правата на македонците во Бугарија. Судот за човекови права во Страсбур има донесено повеќе од 10 пресуди кои Бугарија и натаму одбива да ги почитува. Ова според Стојков само покажува дека Бугарија нема лесно да се повлече од асимилаторската политика и негирањето на македонците и нивното право на здружување. Бидејќи Бугарија не сака да ги испочитува. Тоа е тоа. Таа сака да продолжи со политиката на дискриминација, маргинализација, асимилација на македонците. Не сака македонците во Бугарија да може да создават своји организации, преку кои што да ја развијат својата култура, својот идентитет, да се борат за своите човекови права. Она што е важно според Стојков е што во моментот во Скопје има влада која има цврст став кон ова прашање и категорично отфрла каква било можност за продолжување на политиките на попустливост, кој ги спроведуваше власта на СДСМ и ДУИ. Според него идејата дека со компромиси може да се постигне нешто е погрешна. Ја охрабрува политиката на негација и блокади и потврдува дека колку повеќе Македонија попушта, толку повеќе соседите не блокираат. Тој се надева дека власта и опозицијата ќе имаат јасна и цврста позиција по однос на ова прашање.